Добар ден. Кога неодамна беше објавена информација дека 85 луѓе поседуваат богатство еквивалентно на оно што го поседуваат 3,1 милијарда најсиромашни луѓе на планетата или половина од нејзините жители, дури најголемите циници имаа потреба да земат воздух. Ако на тоа се надоврзе изјавата на холандскиот крал во своето прво обраќање од таа позиција кон нацијата, кој што наговести дека социјалната држава на 20 век е мртва, дека доаѓа време на партиципативно општество во кое што секој поединец ја презема одговорноста за себе, тогаш станува јасно дека светот го заплискуваат глобални неповратни промени, кои што веројатно ќе дојдат и бранот ќе го досегне и македонското општество. На кој начин, со оглед на тоа дека ние сме и по уставот социјална држава, дали ерата на солидарност е завршена, што можат да очекуваат од иднината сиромашните, ранливите категории, за кои што токму таа државата на благосостојба беше дарежлива. На овие теми дискутираме денеска во Зебра. Класните разлики во Македонија се огромни. Според последното истражување на левичарското движење Солидарност, еден работник во Македонија што зема минимална плата од 8050 денари, за да ја заработи месечната плата на најбогатиот човек во државата со плата од 76.000 евра, ќе треба да работи 48 години. Оваа и други статистики се појавуваат се почесто во последно време, со кои што се нагласува се поголемата класна раслоеност во нашето општество. На оваа тема денеска дискутираме со Виктор Трифуновски од либертаријанскиот клуб Атлас и со Мари Глендемири од левичарското движење Солидарност. Како секој од вас засебно од една десничарска и левичарска перспектива, ако можам така да се изразам, гледа врз овие бројки? Виктор, повели. Значи, бројките може да се толкуваат вака или онака. Најранлива категорија ако поаѓаме од некоја наша локална економска трагедија, најранлива категорија се луѓето кои што воопшто немаат никакви примања, односно воопшто немаат никаква работа. Значи, како и на кој начин би дошле во ситуација да во нашето стопанство имаме нови работни места. Новите работни места ги отвара капиталот кој што доаѓа во потрага по профит. Значи има една од лев агол многу непријатна вистина дека оној кој што инвестира и оној кој што го создава реалниот доход, оној кој што го создава богатството, прво инвестира за да подобри својата сопствената материјална состојба. Работните места доаѓаат како последица кога имате пазар со одредени потреби и капитал кој што има амбиција да ги задоволи тие потреби. Нормално за одредена надокнада, за одреден надомест, за одреден интерес. Само со нивна интеракција доаѓа до отварање на работни места како последица. Се друго што прават самите држави, отварањето на државните места отварањето на работни места во државниот сектор е фактички прераспределба. Вие зимате од некој кој што е успешен, од некој кој што успеал да ги задоволи потребите на пазарот, од некој кој што успешно работи, од некој кој што успешно стопанисува, ги земате парите од него, ја намалувате неговата потрошувачка моќ, ја намалувате неговата инвестициска способност, понатаму да ги задоволува потребите на пазарот, понатаму да инвестира, да отвара нови работни места, повеќе данок да плаќа на државата и на таков начин да го задоволува и на некој начин и општествениот интерес, ако веќе одиме во најширока смисла. И тоа е процес кој што во Македонија се уште не е ни започнат. Би започнал со Македонија, понатаму би оделе на светските искуства. Она кој што и фали на Македонија се нови работни места. Светските искуства покажуваат дека како се намалува бројот на невработени, односно како се зголемува побарувачката за работна рака, како се зголемува продуктивноста во една економија, така се зголемува и цената на работната рака, односно животниот стандард. Светските искуства пред се говорат во правец на вашето збора. А Мариглен, сметаш ли дека овие бројки се доказ еден вид на фаворизација на одредена мала класа на луѓе во споредба со огромното мнозинство? Тоа е точно. Тоа е точно, меѓутоа ќе зборуваме и во насока на тоа дека Македонија има одлични услови за инвестиција, странски инвестиции со кои што нас не обременуваат, значи нашите секојдневни мисли и така натаму, дека ние мислам дека имаме најдобри услови, подобри услови од земјите од третиот свет дури, знаете, Индонезија. Во што ви персоналниот работна рака? Токму така, на најевтина работна рака. Персоналниот данок кој што беше до 2006 година
беше фактички прогресивен данок. Стапките беа 15, 18, 24, сега е рамен данок. Прво се намали на 12 насто, па после тоа на 10 насто. Данокот на добивка остана 15 насто, значи се ова. И данокот, потрошувачкиот данок, кој што ги засега сите граѓани на оваа држава, без разлика дали е собственик или не е собственик, е 18 насто. Намалувањето на социјалните права, социјалните аспекти, здравственото осигурување, социјалната помош, така натаму, тие се евидентни. Значи, ние направивме студија која што ги испитува законските одредби од даночувањето во нашата држава, значи од 2008 до 2012 година, тоа е еден оптимален период на раководење на една заедница и држава од оваа конзервативна партија која што владее во моментов со нас. Значи, на ова е малку збунувачки, зашто ние добиваме впечаток дека токму една десничарска влада прилично полага внимание на левичарски политики, односно има голема редистрибуција, ги зголемува пензиите, ги зголемува платите на администрацијата, зголемува социјалната помош, работување. 1,27 милиарди денари се трошат на социјални трансфери, што е тоа се 20 милиони. Тоа се околу 20 милиони евра и тоа она популистичка реторика, политика, која што во суштина нема никаков, ќе кажем, корен, длабок корен. Затоа што истражувањето што го направивме ние го покажува токму спротивното. Социјалната помош која што беше систематски се намалува, она која што се воведе за секој индивидуа која што има примања поголеми од 90.000 денари, така мислам дека беше, тоа во суштина треба да партиципира во своето здравствено осигурување. Така натаму. Дури и она кое што она зголемување на тие пензии, знаете, па мислам дека дури има една смешна рефлексија, има една контрапродуктивност во тој социјален амбиент. Дури знаете колку е смешно вие кога во вторник и во петок ќе одите, па ќе се возите со градскиот автобус. Да. И кога внатре ќе видите млади луѓе кои што ги мразат старите луѓе, почнуваат да ги мразат. Тоа нема никаква рефлексија, тоа нема никаква позитивна поента, ќе кажем. И во таа насока, мислам дека резултатот на оваа политика 14 насто до 15 насто апсолутна сиромаштија. Што подразбира тоа? Тоа подразбира категорија на граѓани кои што живеат со помалку 2 долари на ден. Што предлагате вие? Поинаква редистрибуција на на доходите, така, на буџетот. Токму така. Она за што Виктор се залагате, всушност таа редистрибуција да не постои, целосно слободен пазар. Ако може, значи во тој правец, македонскиот бруто домашен производ е 7,5 или 7,3 милиарди евра. Плюс имаме околу 2 милиарди долари дознаки од надвор. Толку се троши во Македонија. Ако кинеме целосно социјалната држава. Се извинувам, може тоа е веќе една теоретска конструкција за која што може би ни требало цела емисија. Меѓутоа, доколку вие извршите редистрибуција кон земјоделие, како што е актуелната политиката на актуелната власт, кон државна администрација или кон студенти или кон не знам која, вие не сте променили ништо. Повторно остануваат тие пари. 7,3 милиарди евра плюс 2 милиарди долари странски дознаки од надвор. Толку трошат овие луѓе. Крај. Дали ќе трошат најсиромашните 2 или 4 или 5 долари повторно, не се променува тоа многу во квалитативна смисла, бидејќи од друга страна па имате кои ќе излезете на пазар, се што ќе купувате ви оптеретено со давачки, па ви е поскапо. Каде е тука ефектот? Значи како од 7,5 или 7,3 милиарди евра, како се зголеми? Сигурно нема да се зголеми доколку дополнително ги опоразувате, доколку имате нови регулативи, точно одредени даноци се намалени, како што кажа господинот, меѓутоа зголемени се други даноци, зголемени се регулативите, плюс тоа кој е ефектот ако имате најниски даноци, кога имате највисока корупција? Што е корупцијата ако не давачка? Така да ние имаме еден проблем со кој што не можеме да се споредуваме со високо развиените држави. Ние немаме се уште институции кои што комплетно функционираат како што треба и кои што се во корист на сите.
Но такво укинување на социјалната држава, на тие социјални трансфери, дали го очекувате да се случи преку ноќ? Што би ги оставили овие ранливи категории целосно, слободно на пазарот да преживуваат? Знаеме колку ранлива категорија во суштина се подразбира луѓе кои што не би можеле да се снајдат на пазарот. Тоа се да кажеме луѓе хендикепирани со посебни потреби и така натаму. Тоа е во принцип 1 до 2% од вкупната популација. Толку. А според вас не е ранлива категорија човек кој што има квалификации што не се соодветни за пазарот, пазарот нема потреба од него. Имаме докторанти кои што се во бирото за вработување и не можат да најдат вработување. Што е разликата? Дали не можат да најдат вработување поради тоа што фирмите се преоптеретени, па не можат да отворат нови работни места, бидејќи најголемиот дел од работните места, најголемиот дел од стручната работна сила на запад ја прават токму оние злобни корпорации кои што вработуваат најмногу од таквиот кадар и кои што плаќаат најмногу даноци за таквиот кадар да може утре да најде евентуално работа и во државниот сектор. Доколку навистина сакаме шанси, поголеми шанси за таквите луѓе, навистина е потребна една поголема десоциализација на вкупните економски односи во Македонија. Мариглен, дали социјалната држава како концепт губи и, да речеме, трпи од тоа што се почести слушаме приказни за злоупотреба на незините придобивки? Значи, дали едноставно луѓето не се навикна на тоа што на тој падобран што им го нуди државата во случај да не може да се снајдат на пазарот? Сега вака, значи социјалната држава како што и Маја, значи на почетокот спомена и она изјава на крал на овој на Вилхелм Александар, тоа беше во суштина една автореференцијалност на ова самиот крал и точно дека во суштина државната благосостојба како концепт изумира, меѓутоа во рамки на националната држава. Националната држава е онаа која што ги менажираше досега таквите концепти, меѓутоа тоа пропаѓа. На сметка на тоа, значи, се оди на таа идеја за држава на благосостојба како супранационална држава. Што е супранационална држава? Нели, тоа е она ЕУ која што раководи фактички со тие одстапени привилегии и политички и економски фактички и интегритетот на тие политички и економски држави фактички, таа раководи со тие. И тука фактички имаме еден парадигматичен, ќе кажем, clash of the titans. Оно што го знаеме, судир на модерната и постмодерната. Европската левица, ќе ова кажам, конкретно таа фактички бара една редистрибуција, меѓутоа не на национално ниво. Има една фама во Европската унија која што вика дека во сиромашните држави треба да се инвестира повеќе во образование, во инфраструктура и така натаму, и дека на таков начин ќе се добие, ќе се олесни комуникацијата во самите економски односи, ќе се создадат поквалитетни кадри кои што утре економијата ќе подигнат на здрави нозе. Втор пат ја спомнавте корупцијата. Да. Што ве уверува дека еден слободен пазар ќе елиминира корупцијата, кога знаеме примери како Чиле, како Индонезија, каде што се применуваше политиката на Милтон Фридман и кои што се познати по висока стапка на корупција? Значи, прво, ако збориме со поединечни примери, Чиле е сепак најбогата држава во Јужна Америка. Дано со огромни, најголеми класни разлики според Джини индексот. Луѓето сепак живеат најдобро. Колку проценти од тие кои луѓе живеат најдобро? Колку проценти? Дали има две класи, значи? Имаме класа на сиромашни и класа на богати. Прво, таа класна теорија мене ми е сосема неприфатлива, луѓето ги нарекувам успешни и неуспешни. Вие можете да бидете успешен на пазарот, утре може да бидете и неуспешен. Ама системот ви овозможува вас да бидете успешен, од една страна. Слободниот пазар овозможува да бидете успешни, а не државата. Значи, ако ја оставиме државата да ја работи својата работа, тогаш таа треба да го работи токму тоа, да се бори против корупцијата, да се бори за безбедноста, ваша и наша лична, нашиот капитал и така натаму. Ако сме согласни дека државата треба да има одредена улога во економските односи, тогаш треба да биде таа улога. Значи вие прифаќате известен степен на државна интервенција. Државна интервенција не во економијата. Меѓутоа, целосно слободниот пазар покажа историски дека, се извинувам, генерира големи економски кризи, вклучително и кризата 29-33 беше резултат на еден либерализам на пазар. Тоа е според државните образовни установи.
Што е според општо прифатената теорија на сите економски и универзитетски школи? Општо прифатена теорија е на луѓето кои што предаваат во државните катедри. Тие на таков начин ја форсираат државата како играч во економските односи со цел да ги зголемат доноците и да се добие поголема како да кажам, поголема партиципација лична во економските односи, да се добијат поголеми даноци и побогата, како би кажал, интелектуална и политичка елита. Ко редистрибуцијата на богатството еве досега и субвенциите се покажаа дека не вродуваат со плод, значи дека не им помагаат на по-неспособните, по-сиромашните, значи како би можело тоа да се реши, значи еве од ваша перспектива? Па битна работа што нема редистрибуција или има многу помала редистрибуција од таа што би требало да има. Како што кажав, значи поданоците кои што се намалени за оние работодавци, ќе кажам, за кои што колегата Трифуновски, другарот Трифунов, покажува дека се она тие успешните луѓе, нели? Тие даноци се намалуваат на сметка на тоа буџетот се полни од парите кои што се кратат за сиромашната класа, за работниците и во по суштина се создава еден голем јаз. Јазот е преголем, Джини индексот, како што спомнавте и вие, е 43%. Најголем. Значи, кај нас. Ние даваме некои мерки тука, значи... Да, што предлагате? Први што тие се благи мерки, па некои колеги, другари наши, кои што се левичари, на тоа ни па замеруваат дури, па некои други ни се смејат, нели? Тоа се многу благи мерки. Меѓутоа, тие се, значи, од старт мора да се врати прогресивниот данок. Мора да се намали барем во плаќањето на електричната енергија, потрошувачкиот данок фактички од 18 на 15%. Фактички да се враќа, да се редистрибуира оној данок кој што граѓаните го плаќаат. Данокот на добивка да се зголеми од 15, тоест да се воведат две стапки од 15 до 20%. Данокот на добивка на кој што го плаќаат, ќе ва кажам, тие што се богати, односно оние кои што произведуваат, оние кои што успешни. На почетокот го спомнавте, извинима, уште едно само ќе те прекинам. На почетокот го спомна моментот дека ние сме држава која што е податлива за инвестиции дури од земјите од третиот свет во поглед на ниска плата, даноци се за тоа. Меѓутоа, имаме и податоци кои што велат дека имаме и многу неписмени луѓе, дека нивото на образованост на луѓето е ниско, значи дали тоа не е едноставно рефлексија на пазарот, значи едноставно таков ни е пазарот во овој момент и ние не можеме. Па знаете како тука одговорот и причините на ова не се монофакторни, туку се мултифакторни, како што и самите кажавте. Што од неписменост, што од корупција, нели? Што би се случило ако онака како што предлага Виктор и неговите колеги истомисленици ја укинеме или ја сведиме на минимум социјалната држава, социјалните трансфери и го пуштиме пазарот слободно да функционира без државна? Што ќе се случи од аспект на социјални разлики? Па тоа веќе и се случува кај нас. Значи, кога ние ќе излеземе на улица, кога ќе ги видиме, значи што имаме голема апатија. И имаме на крај на деполитизација, имаме депресија, имаме сиромаштија пред се, затоа што она што го зборува Виктор дека доколку имаме помали даноци за газдите и ова така натаму, дека тоа ќе отвори поголеми работни места и така натаму. Ете имаме, зошто нема? Тоа имаме. Имаме фактички многу ниски даноци. Имаме повисок буџет. Се зима по друг остов се одземаат тие пари повторно. Значи, пред да зборуваме за странски инвестиции, што се случило со инвестициите овдека? Што се случило со фирмите овдека? Со домашните. 35.000 фирми се блокирани со сегашната фискална политика. Замислете ако се случи зголемување на даноците. Колку фирми треба да бидат блокирани за да сватиме дека тоа не функционира така? За 2014 немам податок, на почеток на 2013 беа зголемени акцизите кај 24-5 производи во широка потрошувачка. Сега не ги паметам на памет, меѓутоа многу лесно може да се провери овој податок. Зачини производи од риба и така натаму, значи тоа е како на луѓево не им треба.
Меѓутоа кога ќе отидете, ако вие сте предвиделе, не знам, да зголемите за 5 денари или за 10 или за 50 денари од килограм, во малопродажбата цената се зголемува многу повеќе, да не навлегувам зошто е тоа така. И така да на таков начин се собираат средства за да ги помогнеме оние нај како се вика, најпогодени, најранливи, најсиромашни. Ја ќе го цитирам Роналд Реган, кој што не е многу омилен понекогаш, меѓутоа неговата девиза има вродено со плод. Он кажа вика во свое време кога го прашува кој ги укинуваше оние социјални политики, му вика па што правиме со овие најранливи категории. И он вика најдобра социјална програма е сепак отворањето на работни места. 21 милион работни места беа отворени во тоа време. Со овие принципи за кои што зборам, значи овие принципи кои што ги бранам не се, ајде да кажам, наша добра волја или наша добра идеја. Тие профункционирале, дале некаде резултат. Повторно доаѓаме до истото. Дали ќе им дозволите на луѓето кои што сакаат да прават пари, дали ќе им го дозволите тоа во вашата држава, не само со даноци, туку да ги обезбедите да не може никој да не може државни службеници да ги рекетираат, да не можат да имаат суд во кој што ќе имаат доверба и така натаму. Ама тоа не е во сферата на правната држава, тоа не е во сферата дали ќе постои социјална држава или не. Државата треба да се занимава со правда и со ред и поредок. Значи, како јас и вие ќе тргуваме е апсолутно наш проблем. Што во моментот е најголем проблем на бизнисмените? Што во моментот е најголем проблем на еден... Во Македонија фактички немате бизнис. За кој приватен бизнис бориме? За некој што ќарува тендер од милиони евра? Тој сака да ми го кажете како бизнисмен? Мислам така, баба ми од Битола со 2 оделенија во живот може да прави бизнис. Вие сметате дека пазарот е целосно контролиран од државата? Апсолутно треба да им овозможите на луѓето наши овдека, прво на нас, не на некој што ќе дојде од страна. И јас ако не успеам овдека, зошто некој би дошол од страна? Значи, прво треба да им овозможите на нашите луѓе овдека, кои што имаат такви амбиции, да можат да ги освојуваат светските пазари од овде. Без разлика вие колку сте голема држава. Сингапур е една карпа во Индиски океан. Ама има поплавено неколку држави со своја роба. Дали долгорочно се залагате и за целосно укинување на социјалните трансфери и на јавното образование, јавното здравство, онака како што проведеше Милтон? Апсолутно, да. Милтон Фридман не е најголем заговорник на класично капиталистичките идеи. Меѓутоа најмногу влијаеше практично на Тачер, Реган и Пиноче. Каде што имавме имплементирано концепти на... Многу добро ја владеете теоријата продадена овдека во нашите државни институти, така да не дека не сте во право. Меѓутоа, ако говориме, некако премногу овдека имаме доверба во политичарите. Дали верувате дека политичарите можат на овој народ да му го подобрат животниот стандард? Значи, јас сум сигурен дека оној кој што сака да заработи многу, не може тоа да го прави сам. Мора да вработи некого. Значи, извинете, едно лично прашање, вие се школувавте на приватни образовни институции? Дали е тоа битно? Битно е затоа што ако се залагаме... Се залагам за вистината, да се знае. И стојам на ставот дека историските податоци од областа на економијата се многу спинувани во корист на државата, односно во корист на политичарите. Кога ќе спомнете државата, таа има своји репрезенти, политичарите. Зошто им верувате на политичарите? Дали би ги вратиле средствата кои што државата во вас ги има вложено во образование, во здравство, во социјален живот? Јас сум платил преку данок и немам намера да ги вратам. Мислам дека тука е некаде крајот на емисијата. Ви благодариме што бевте дел од Зебра. Ова е една вечна дебата меѓу левицата и десницата, иако некогаш всушност самата социјална држава беше интегрирана во западните демократии и оваа дебата не беше предмет дали си на лево и десно, тоа беше општествен договор. Сепак денес повторно е на маса и станува предмет на остра битка меѓу двата спротивставени табори. Мариглен, Виктор, ви благодариме. Благодарам и на вас.